Остен, Биеналето на цртеж 2022 со извршната директорка на Остен, Корнелија Кунеска, разговарам во продолжение. Добро утро. Добро утро. Драго ми е што сум во вашата емисија. Иако процесот на избор, на пријавување и така натаму започна уште во 2022, финишот го гледаме крајот на месецот. Интересно е тоа дека Остен годинава доделува награда на кинески уметник за прв пат. И незината изложба е доста интересно насловена. Едноставност, сложеност, две спротивставености. Со тоа што прво ќе ве прашаме зошто баш таа изложба? Да, јас од сите пријавени. Да, само мал вовед би дала, бидејќи Остен, Биеналето на цртеж и Светската галерија на карикатури, која што е најстара таков вид во светот, започнат 1969 година. 70 години веќе сте претпоznatlив бренд. Да, а Остен, првиот број, нели како весник за хумор и сатира, е на 1 јануари 1945, така да 77 оваа година. Но еве двете главни манифестации кои што ги организираме се од самиот почеток меѓународни и ние имаме цело време голем број на учесници од целиот свет. Еве само за илустрација, ова Биенале 2022 се пријавија 336 уметници од 52 земји во светот со над 1000 дела. И затоа, како што спомнавте во најавата, целата 2022 година период на подготовки, пријавувањето, па селекцијата од страна на Емил Алексиев, па потоа жирирањето од трочлено меѓународно жири со Ларс Карулф Молер од Данска, Марио Перони од Италија и Марија Цанцаноглу од Грција. Тоа беше интернационалното жири, сите врвни професионалци, сега да не губам време да ги објаснувам нивните биографии. Не може да се видат на нашиот сајт. Ненси Тонг ја добива наградата. Ненси Тонг добива една од наградите. Ние ги имаме... На 6 февруари беше изложбата? Да, интересна е Ненси Тонг затоа што е прва уметница, прв уметник од Кина кој што добива награда на Биеналето на цртеж и таа беше многу возбудена во врска со тоа. Нејзина самостојна изложба е поставена во галерија Остен. На 7 беше отворањето, на 7 февруари и вчера на 10 во 12 часот имавме и разговор со уметникот на која што таа преку своја презентација баш го објасни нејзината позадина како уметник, затоа што како што спомнавте, таа двојност, тој дуалитет е многу карактеристичен за нејзе. Кажува самото име, едноставно сложеност. Тоа го кажува и името на уметникот, Ненси Тонг. Таа е од Хонг Конг, која што е претходно нели беше под британска доминација. Ненси, типично британско име, Тонг, типично кинеско име. И дуалитетот е како составен дел на нејзината личност, се разбира и на уметноста. Па така таа ни објаснуваше вчера, така и јас по-детално, директно нејзе се запознав во однос на нејзиното детство, на нејзиниот на нејзината инспирација за она што го прави како уметник сега, затоа што и нејзините дела се и слики и објекти. Изгледаат многу нежно, а во суштина се цврсти. И така натаму, тој дуалитет е многу интересно да се види, но ете, да оставиме на гледачите да дојдат во Остен и директно и лично да видат што уште ќе може да се проследи на Остен со оглед на тоа дека на 24 22 се извинувам, вие финалниот настан. Сите каде ќе биде на 22 се да објасниме, сите работи што сме ги правеле во текот на претходните години, завршницата е во еден заеднички настан кој ќе се случи на 22 февруари во 19 часот во Националната галерија Чифте Амам. И сите се поканети да ја славиме уметноста. Затоа што навистина сметам дека
уметниците кои што доаѓаат од целиот свет ќе дадат еден посебна тежина на нашата завршна изложба и за тоа говори фактички фактот што е поддржана, односно под покровителство на председателот на Републиката, Стево Пендаровски, самиот настан. Тој ќе има својот браќање, ќе ги додели наградите и така натаму, а и голем број на уметници доаѓаат од Израел, од Кина веќе е тука, Ненси ќе биде и до крајот, до отворањето на изложбата во Чифте Амам. Имаме уметници од Унгарија, од Индија доаѓа, Анкур Кумар. Сите се овие наградени уметници. Аха. И од регионот секако, од Романија, Грција, Словенија, Црна Гора, од Холандија имаме гости и така, многу други, од Македонија да не спомнувам, нели? Со оглед на тоа дека и Македонската радиотелевизија е медиумски покровител, ние ја препознаваме секогаш добрата вредна работа, особено кога е во прашање културата, вреднуваме. 70 години вреднувате уметници, ги наградувате. Како сте задоволни од годинишното издание? Знаете, на актерите, на глумците, аплаузот, често спомнуваме дека аплаузот им е нешто најважно од публиката. А најголемата награда. Најголемата награда. На уметниците, визуелните уметници, оние кои што се со кои што работиме, нашите директни соработници, да, разговорите со посетителите и тоа, меѓутоа тоа е еден друг медиум и наградите се нешто што ги мотивираат. Јас стално велам дека да, тие го знаат патот и сигурно дека ќе го изберат истиот пат и без оглед на наградите, меѓутоа наградите се некако како светилници. И тоа им го осветлува патот дека навистина се на вистинскиот пат. Да, и се разбира, кога е во прашање едно исклучително компетентно жири, значи професионалци во областа на уметноста, тоа си има своја тежина, свое значење за самите уметници и се разбира, тоа е патот и тоа се чекорите како што за тие да ја градат својата професионална кариера. Долго време постоите. Да. А еве да не зборуваме само за ова биенале. Кои се најголемите достигнувања на Остен? Остен, биеналето на цртеж, се заснива на организационите постулати на Светската галерија на карикатури. Знаете, може би помладите генерации не знаат, меѓутоа Остен е култен бренд за Македонија, а и за светот, затоа што е создаден на Светската галерија на карикатури, а е создадена на 6-тите средби на солидарноста во 1969 година, нели после земјотресот во Скопје доаѓале 10 години имало средби на солидарност, каде што различни стручњаци од различни земји во светот доаѓале тука со цел да му помогнат на Скопје да се подигне, да се изгради, меѓутоа не само инфраструктурно во однос на урбанизмот, во однос на зградите, на архитектурата, туку исто така и социјалниот и општествениот живот. И така на таа 6-та средба на солидарноста во 1969 е создадена Светската галерија на карикатури, Остен ја раководи еве веќе 54 години без оглед на сите трансформации на општеството и така натаму што се случуваше кај нас во целиот овој период. И ние 54-та Светска галерија на карикатури, наградените автори ќе ги изложиме исто во Чифте Амам, но на некој начин сакаме да го потенцираме моментот, значи во оваа 2023 година ја организираме 55-та Светска галерија на карикатурите. Дека традицијата продолжува. Да, продолжува традицијата и ние со целата мудрост и со сите сили се прилагодуваме на новите трендови, на новите технички, технолошки достигнувања кои што ја трансформираат и уметноста. Така да сето тоа во од некако го правиме. Една современа нишка добива
уметноста. Да, се разбира. следат трендовите. Она што сакам да ве прашам, со оглед на тоа дека зборувавме дека за прв пат наградувате уметник кој што ни доаѓа од Кина, живее во Хонг Конг. Што вели за уметноста таму? Која е импресијата овде од кај нас? Разговаравте ли малку за тоа, да речеме, со кои импресии ќе си замине и што е нешто што можеби како искуство го сподели? Да. Многу интересен ми беше мене разговорот со Ненси. Да, деновиве и сигурно и уште ќе разговараме, меѓутоа точно тој впечаток што го имам од Хонг Конг за уметниците од Хонг Конг, нормално првата комуникација е да направиш некоја споредба меѓу состојбата кај нас и кај нив. Тие се фасцинирани, еве Кина, нели, древна земја, се разбира. Да. Меѓутоа во Хонг Конг се уште фасцинирани од историјата. И таа самата вели дека нема многу добри услови за уметниците на современата уметност во Хонг Конг. Ми спомна дека првиот музеј на современа уметност во Хонг Конг е пуштен сега, неодамна, односно пред неколку месеци, значи во октомври-ноември 2022 година е отворен со изложбата на големата Јајои Кусама, 200 парчиња и така натаму, баш го разговаравме тоа. Меѓутоа, да, тие прават напори како уметници да екзистираат, да имаат повеќе простор, но ако земеме споредбено овие факти да ги разгледуваме, што Хонг Конг е 6,5 милиони луѓе, а нивната територија е 15 пати помала од територијата на Македонија, можете да замислите малку неверојатно. Нели? Да. И јас очекував други бројки, но нели? Да, очекував нешто друго да кажете, но еве, сето тоа дава една вистинска слика за состојбата. Значи, имаме на што да бидеме горди. Апсолутно, тоа ми беше заклучокот. Сакав да го наметнам заклучокот на гледачите, во смисол да, навистина треба да се бориме и треба да бидеме горди на резултатите од нашиот труд. Мене ми е уште по-драго што имаме ние со што да ги примамиме тие светски познати имиња да дојдат тука кај нас, иако 15 пати помали. Апсолутно, апсолутно. Значи, друга димензија се, тие одат нели во висина 60-100 катници и така натаму, сосема друга атмосфера. Друга начинот на живот, апсолутно не се ни споредува. Чисто ете мислев да ве прашам што велат во поглед на третирање на културата и на уметноста и вниманието. Да, велат дека работат на тоа и дека се уште нема толку добри услови, дека еве ако земеме во предвид дека еден музеј на современа има, значи каде би изложувале, нели? Меѓутоа има па затоа многу други погодности. Секогаш доброто и лошото, знаете, одат едно со друго и има предности и негативности во секоја една ситуација. Апсолутно во секој општество. Да, меѓутоа во Хонг Конг се одржува најголемиот сајм за уметност. Арт Базел Хонг Конг, нели, има во Базел во Швајцарија, во Мајами, еден од тие се и во Хонг Конг. А со оглед на тоа што Хонг Конг е безцаринска зона, нема данок, така да е многу интересно за колекционерите и купувачите, еве и тоа го разбравме од Ненси. Вистина, да. Да, така да, ете. Да. Тоа е предноста. Па добро, убаво е, се разбира и во овој процес и кога го работите се во ова, таа социализација, комуникација и тоа разменување на информации се богатство, тоа е овие познанства. Да, се богатство. Всушност, ајде можеме да поканиме уште еднаш на финишот, завршениот дел, како што велат вишничката на шлагот на 22. Да, на 22. Навистина би сакале во што поголем број гледачите да не посетат во Чифте Амам и да ги видат со резултатите на она што се бавиме генерално и што не е само наша работа, туку и определба и на некој начин и живот, и начин на живот. И особено
делата на првонаградените, што се едни од најголемите уметници и во современата и во историјата на уметност. Гран при за животно остварување на Џозеф Кошут од Соединетите Американски држави, кој што е пионерот на концептуалната уметност. На инсертите можеа да го видат гледачите? Да, предпоставувам дека визуелно гледачите ќе се запознаат за кого станува збор. Рембрандт, светско културно наследство, со што сакаме да покажеме дека уметноста е безвременска, дека, замислете, сега Рембрандт го наградуваме после толку векови од неговото физичко постоење, меѓутоа неговите дела остануваат едно од најголемите фигури во историјата на уметноста. И така натаму, но она што најтопло го препорачуваме да дојдат и да се видат директно сите овие дела, да се запознаат со уметниците, едноставно да бидеме свесни дека и Скопје, еве, преку организација на манифестациите на Остен, во случајов може да биде носител на светски процеси. Ние секогаш мислиме дека некаде на друго место се одвиваат процесите тие главни настани случувања, но еве настани случувања, меѓутоа ние сме организатори на еден таков настан во моментов. И навистина голема благодарност на Македонска радиотелевизија што комплетно не поддржува во представувањето и во промовирањето на овој настан, затоа што мислам дека е тоа најважно, иначе би останало многу помалку забележана целата ова наша активност. Ви благодарам. Благодарам, Корнелија, што бевте мој гостин денеска. Благодарам на поканата. Да се гледаме за вакви убави проекти и настани. Апсолутно. Се гледаме и во друга прилика.